среда, 31 мај, кратки вести во 12 часот. Христијан Пендиков се појави во Охридскиот суд на продолжението на судскиот процес отворен од како беше физички нападнат на 19 јануари годинава. Од Охридското обвинителство беше приложен нов доказ против еден од обвинетите, а неговата одбрана побара одлагање на рочиштето за да се проучи овој доказ, но судијата Бојан Мартиновски не дозволи. Поради ова адвокатите на обвинетиот ја напуштија салата, а судењето без нив не можеше да продолжи. Рочиштето се одложи за 12 јули. Пендиков во изјава за медиумите рече дека не се плаши да доаѓа на рочиштата, додавајќи дека добивал многу смртни закани. Градежните зафати што се изведуваат на делот од улицата Македонски просветители од Евана до Пожарната се за целосна промена на водоводната линија, вели за Супер радио директорот на Охридски водовод Маријан Ристевски. По појавениот дефект што е отстранет, нивните екипи преминаа на замена на цевките и правење нови шахти. Ристевски се надева дека со ова ќе се надминат проблемите со чести дефекти на овој потек. Сега првично се менува водоводната линија до крајот на улицата, а зависно од динамиката од предпријатието се надеваат дека до пред почетокот на летната сезона ќе биде завршен и кракот од улицата покрај Пожарната до пресек со улицата Аба Семин. Како што неодамна обелодени секретарот на општина Охрид Александар Китевски, повеќе нема да има рекламни билборди на Кеј Македонија, па денес почна нивното отстранување. Тој напомена дека со доаѓањето на новата градска власт затекната е состојба со истечени договори за закуп повеќе од 8 месеци, пошто се започна нова постапка согласно одлуката на Советот за издавање под закуп. Согласно забелешките на УНЕСКО, постоечките билборди од денеска се отстрануваат. Времето денес променливо облачно со услови за нестабилност со дожд, максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.